и Духу Твоему, проки ме глас четврти. Ти си вечен првосвещеник, починал Мелхиседекот. И му рече Господ на мојот Господ, седи од мојата десна страна, додека непријателите Твои не ги ставам во подножјето на нозете Твои. Оќе се чита од соборното послание на светиот апостол Јаков. Ача, како пример на страдања и долготрпенија, земете ги пророците, што зборува во името Господово. Јете, блажени се оние што претрпеа, се чуле за трпението на Јов и узнате како крај му даде Господ. Затоа што Господ е многу милостив и се смилува над него. А пред се, браќа мои, не колнете се ни во небото, ни во земјата, ни пика, ни пак со некоја друга клетва, изборот нека ви биде да и не, за да не паднете под суд. Ако некој од вас страда, нека му се моли на Бога, веселие, нека го фали Господа, болен ли е некој меѓу вас, нека ги повика свечениците црковни, а да се подмолат над него и нека го помажат со еле во името Господу. И молитвата со вера ке го исцели болниот, и Господ ке го крене и гревови ако направил, ке му се простат. Исповедајте си и гревоите еден на друг, молете се еден за друг, за да се исцелите. Голема сила има усрдната молитва на праведникот. Илија беше човек смртен како и ние, и со молитва му се помоли на Бога да нема дожд, и не падна дожд на земјата 3 години и 6 месеци. И пак се помоли и небото даде дожд, и земјата го даја својот плод. Ако, браќа, некој од вас се отклони од вистината и друго поврати, тој нека знае дека овој што обрати грешни од лажен пат спасува една душа од смрт и ќе